Веќе 2,5 години неформалната група Љубезност од Скопје помага на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци на секаде низ земјава. Потребата од помош на ранливите категории на луѓе натерала неколку граѓани да го оформат ова здружение, со цел да помогнат на што повеќе семејства и поединци, истакна Тони Станковски од неформалната група Љубезност од Скопје. Тој вели дека лесно е да се помогне некому, но уште поважно е да се следи случајот и после давањето помош. Значи, нашата цел не е само еднаш да отидеме, да видиме и да апелираме и да помогнеме и толку. Бројот на семејства кои што ги посетуваме во текот на една година е се поголем, меѓутоа кога зборуваме за посети, тоа не е само посета еднаш, значи повеќе пати во текот на годината. Затоа што потребите нивни се постојани, нели, потребата за храна, потребата за хигиенски средства и останато е постојано. Така да после првите наши посети продолжуваме да бидеме во контакт со семејствата, да ги посетуваме и да ја следиме нивната ситуација. Според него во сите региони во земјава има социјално загрозени лица, кои досега благодарение на хуманоста на нашиот народ успеале да добијат соодветна помош. Последниот случај со малиот Васко од Струмица, кој ја разбранува јавноста, за кратко време премина во успешна акција не само на Љубезност и струмичани, туку и на граѓани од повеќе градови од земјава, вели Анета Дикова, волонтер од Струмица. И последниот случај кој доста беше интересен за јавноста беше случајот со малиот Васко и неговото семејство. Така да генерално има потреба. Јас живеам тука и работам како волонтер и постојано сум во потрага по такви семејства, така да и во иднина секој кој знае за некој такво семејство кој му е потребна помош, слободно нека не контактира на нашата Facebook страна. Секогаш прават повеќе од она што јас очекувам. Така да навистина има големо расположение има хуман момент кај струмичани и досега имаме одлична соработка со граѓаните. Кон оваа неформална група можат да се придружат сите граѓани на Македонија. Оваа група граѓаните најлесно може да ја исконтактираат преку социјалните мрежи и да поттикнат или пак да се вклучат во една од нивните хуманитарни акции.